Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на настанот Ability Awards 2025, организиран по повод меѓународниот ден на лицата со попреченост. Таа истакна дека градењето инклузивно општество е заедничка одговорност и дека се потребни правни и институционални решенија за целосна еднаквост. Беа наградени 10 лица со попреченост за нивните достигнувања, како и 10 компании за инклузивни практики. Председателката му ја додели наградата за подигање на јавната свест на Марко Пејчиновски. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски учествуваше на 20-годишната конференција на МАСИТ, каде истакна дека дигитализацијата е системска промена, а не само технолошки процес. Тој нагласи дека владата силно се потпира на домашните информатички компании како партнери во развојот на дигиталната администрација. Андоновски посочи дека целта е македонската технологија да стане конкурентна во регионот и Европа, преку соработка, иновации и ангажирање на младите кадри од универзитетите. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски се сретна со американскиот заменик државен секретар Кристофер Ландау на маргините на состанокот на министрите на НАТО во Брисел. На средбата беше потврдена силната стратешка соработка меѓу Македонија и САД, со фокус на стабилноста на Западниот Балкан и улогата на НАТО во колективната безбедност. Муцунски го истакна придонесот на земјата во алијансата и најави дискусија за коридорот 8, кој го оцени како клучен за поврзаноста и безбедноста во регионот. Министерот за здравство Азир Али учествуваше на одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со попреченост во владата, заедно со високи владини представници и Обединетите нации. Тој истакна дека се работи на воспоставување семејно ориентиран систем за рана интервенција кај децата и обука на здравствени тимови во Скопје. Паралелно се развива универзален систем за скрининг за деца до 6 години. Најавен е и пилот проект со поддршка на Светската банка за создавање единствен регистар на лица со попреченост и унапредување на законската рамка. Грција воведе национална карта за процена на ризик од шумски пожари, како долгорочна алатка за превенција и подобро планирање. Картата е изработена врз основа на податоци од последните 20 години и ги класифицира општините по низок, среден и висок ризик, со цел по прецизно управување со пожарите во услови на климатска криза. Во исто време, земјоделците од Северна Грција повторно го блокираа граничниот преминев зони, предизвикувајќи целосен сообраќаен застој кон Македонија. Блокадите се без најава со околу 150 трактори на преминот. Протестите се поради високите трошоци, ниските откупни цени и слабата државна поддршка, а најавено е проширување на блокадите и на други клучни патни правци. Бугарската владеачка партија ГЕРБ соопшти дека е подготвена за предвремени избори по масовните протести и политичката криза околу буџетот за 2026 година. Лидерот Бојко Борисов порача дека или ќе се обезбеди парламентарно мнозинство за нов буџет, или земјата оди на избори. Владата веќе го повлече предлог буџетот по големите протести во Софија и повеќе градови. Опозицијата и председателот Румен Радев бараат оставка и нови избори, а парламентот го разгледува и прашањето за референдум за воведување на еврото од 2026 година. Европа се соочува со рекорден прилив на мали пратки од Кина, околу 12 милиони дневно, најмногу преку платформите Shein и Temu. Само минатата година во ја влегле 4,6 милиарди пакети, а годинава се очекуваат над 6 милиарди. Инспекциите покажуваат дека голем дел од производите не ги исполнуваат европските стандарди и дел се опасни. Дополнително, пратките до 150 евра не плаќаат царина, што носи огромни загуби. Европската комисија најави укинување на ова ослободување и построги контроли. Стотици жители на Брисел излегоа на протест затоа што главниот град на Белгија повеќе од 500 дена нема формирано регионална влада по изборите во јуни 2024 година. Со тоа е надминат и националниот рекорд за најдолго политичко чекање. Политичките поделби меѓу 14 партии во парламентот го блокираат договорот за власт. Во отворено писмо, јавни личности предупредуваат дека градот тоне во институционална и финансиска криза. Се прогнозира дека дефицитот ќе порасне на 1,6 милиарди евра до крајот на годината. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека се плаши од ИСАД би можеле да го изгубат интересот за мировните преговори меѓу Украина и Русија, нагласувајќи дека тоа е и цел на Москва. Изјавата ја даде по откажувањето на најавената средба со специјалниот пратеник на Доналд Трамп, Стив Витков, во Брисел, без официјално објаснување. Авионот на Витков се вратил во САД без да слета во Европа. Предходно тој во Москва одржал повеќечасовни разговори со руските власти, кои, според Русија, биле продуктивни. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека неговата администрација би можела многу брзо да започне копнени напади врз цели поврзани со трговија со дрога низ Јужна Америка. Тој изјави дека САД ги знаат рутите и локациите на наркокартелите и дека целите нема да бидат ограничени само на Венецуела, туку и на Колумбија.
Трамп посочи дека дрогата минатата година однела околу 200.000 животи во САД. Воедно изјави дека не бил информиран за вториот напад врз сомнителен брод во Карибите, при кој загинале членови на екипаж. Системот за итни повици Е112 на 9 јули 2025 година забележа рекорден број повици, вкупно 4199 за само едно деноноќие, што е највисока бројка досега. Од нив, 711 биле оценети како вистински итни случаи и веднаш биле активирани надлежните служби. Најмногу интервенции имала противпожарната служба со 297 активирања, следува полицијата со 286, итната медицинска помош со 72, Центарот за управување со кризи со 54 интервенции, а Автомотосојуз на Македонија бил активиран 2 пати. Ова укажува на значително зголемена активност на системот, веројатно поради пожари, временски непогоди, сообраќајни несреќи и други кризни ситуации кои се почести во летниот период. Надлежните апелираат граѓаните бројот Е112 да го користат исклучиво за вистински итни случаи, со цел службите да реагираат навремено и ефикасно. Е112 е централизирана платформа достапна 24 часа, 7 дена во неделата и овозможува координирано дејствување на сите служби за итни интервенции низ државата.